Makedonija. Tam dolu Vedremir kapija. Makedonskiot marksist Dimo Hadžidimov, komunistički i nacionalen revolucioner i pripadja naravnobudnata generacija makedonski revolucioneri od kraja od na 19. i početak od na 20. vek. Той меѓу првите приврзаници го свати императивот на заедничката национална и социјална борба на работничката класа со целиот македонски народ. Роден je vo selo Gorno Brodisерско во 1875 година во револуционерно семејство кое е постојано прогонувано од османлиските власти, во 1879 година пребегнува во соседна Бугарија и ја дели тешката емигрантска судбина со другите прокудени македонци. При преминот на границата, 4-годишниот Димо од татка си бил свртен кон Македонија и заколнат со клетвата. Диме, тоа е твојата татковина и бори се за незиното ослободување. Кон тој светол татковски завет за долгот кон поробената татковина Македонија, Hadžidimov ќе остане фанатично верен и предано ќе му служи и најревносно ќе го исполни се до своето злосторничко загинување. Борбата на својот поробен народ за национално социјална слобода и државност, уште како младинец, ќе ја прегрне и ќе ја претвори во свој животен идеал. Драга Сашке, чувството за долгот кон поробената татковина во мене е посилно од се. Тоа се јавува како неопходност за да бидам доволен од себе си. Затоа, на тие убедувања ќе останам до крај верен. Само крвавата револуција ќе ослободи Македонија од долговековното османлиско робство. Таа доаѓа. И наш светол долг е неа да ја забрзаме и да им помогнеме на поробените браќа да се ослободат од тешкото робство. Уште во почетокот на своето активно учество во македонското ослободително движење, Димо ќе го доживее радосниот миг на познанство со апостолот на македонската револуција, Гоце Делчев, што ќе има судбинско значење за натамошниот развиток на самостојноста и независноста на македонското ослободително дело. Бугарскиот писател Пеју Јаворов во биографијата на Гоце Делчев за нивното другарување ќе напише: Гоце Делчев и Димо Hadžidimov по својата идена блискост и револуционерно другарување беа една душа во две тела. Вакви тие ќе останат простумејќи прометејски против сите непријатели на македонската револуција, се до своите прерани злокобни закинувања, Гоце во 1903, а Димо во 1924 година. Гоце Делчев во многу нешта беше мој и на мнозина други другари како мене, учител и вдахновител. Околу Гоце секогаш се разбираа и секогаш наоѓаа сочувство и подкрепа, како македонските револуционери социјалисти, така и боевата фаланга на серските револуционери околу Јане Сандански, кои што ја водеа безкомпромисно крвавата борба со врховистичките банди. Околу Гоце Делчев секогаш се чувствувавме како една челад, и социјалисти, и анархисти, и заведени, затоа што мислевме и действувавме само како македонци, сите до еден, и сите како еден.
Hadžidimov tretiraјќи ја македонската револуција во незината диалектичка целост како национална и класна, правилно ја определи историската улога на работничката класа и незиното учество во македонското национално ослободително движење, прогласувајќи го за интернационален долг. Учеството на македонските социјалисти во македонското ослободително движење се наложува со сета сила и неопходност. Со нашето учество во него, ние ќе можеме да му дадеме чист, револуционерен, слободен и без секакви провокации и карактер. Нешто што сосема не можеме да го сториме ако се одречеме од него и ако го оставиме да се развива само. Тоа нема сосема да не голтне, туку напротив, со осудување на великобугарските цели на бугарската буржоазија и дворот, како и со недопуштање никакви авантури на врховистите, му овозможуваме да се развива самостојно и независно како македонско движење. Со нашето учество во него и со поставување на таквите начела, ние го исполнуваме нашиот интернационален долг. Грешките на одделни личности што случајно се нашле во него, не можат да бидат грешки на самото движење и не треба да бидат пречка за нашето учество во него. Македонските социјалисти оваа своја интернационална обврска и татковинска должност за помагање на македонското ослободително движење ја остваруваа не само со морална поддршка на делото, туку и со своето влегување како борци и раководители во македонската револуционерна организација, која ја смета за предводничка сила на вооружениот македонски народ. Со своето учество во ослободителното движење, тие творечки ги оплодуваа социјалистичките идеи со нови вредности, кои представуваа нов теоретски марксистички придонес од изморено значење за меѓународното работничко движење, кое во лицето на Втората интернационала имаше опортунистички однос спрема ослободителната борба на национално поробените народи. Македонските социјалисти со своето учество во македонското ослободително движење, меѓу првите социјалисти на дело ја остварија Марксовата поставка од комунистичкиот манифест за помагање на ослободителната борба на национално поробените народи од страна на работничката класа. Балканските буржуазии ја прозреа тенденцијата на ваквиот независен демократски развој на македонското ослободително движење и се нафрлија да го задушат. Hadžidimov навреме ја свати оваа империалистичка опасност и целосно се ангажира за нејзино отстранување. На македонска почва, тој најрано марксистички го разграничи македонското национално прашање од завојувачката политика на балканските буржуазии. И не само што го разграничи, туку и го осуди нивното недозволено мешање и им објави отворена класна борба која ќе го одведе до врвот на неговото прометејство, до последниот атом на неговото простумење, а таа борба ќе ја плати со својата глава. Секоја од соседните државички во однос на нашава татковина поседува завојувачки цели. Грците бладаат за некаква голема елада, србите за силна, славна и обединета Србија, бугарите за целокупна Бугарија, Македонија на македонците. И нека се разбере еднаш за секогаш дека секој што действува против внатрешната организација, действува против ослободителното дело на измачениот и жестоко обесправен македонски народ.
Ако народите имаат право самите да ја определуваат својата судбина, македонскиот народ исто така го има тоа право за определување на својата судбина, па нема зошто да ги праша Бугарија, Србија и Грција, туку пред се себе си и само себе си. Од сите претенденти за завладување со Македонија, Димо во Бугарија го препозна најопасниот претендент, кон кого поведе најостра борба за негово демаскирање и разобличување. Борбата ја водеше со сите јавни средства што му стоеја на располагање. Бугарија е најстрасниот претендент на Македонија. За македонците стана се појасна и појасна мислата дека сите мешања на официјална Бугарија во македонските работи не се ништо друго освен факти насочени кон цели совршено туѓи и крајно опасни за македонското ослободително дело. Затоа ние не мислиме на Бугарија, но ќе си ја чуваме Македонија. И вие не мислете на Македонија, туку чувајте си ја Бугарија. Освен тоа, потребно е кај бугарскиот граѓанин да го всадиме истото сознание, за да може еден ден да ја впери својата тупаница кон своите гробокопачи и да им каже дека треба да се занимаваат само со Бугарија како со своја куќа, а не и со Македонија како со туѓа куќа. Хаџидимов бескомпромисно војуваше со предавничката улога на врховистичката агентура и екзархијата, преку кои бугарската буржуазија и дворот ја спроведуваа својата завојувачка политика спрема Македонија. Натре во Македонија, пропагандата се водеше тајно, на великобугарска почва, под вдахновение на светата екзархија која, како што е познато, има тесни врски со бугарските политички кругови. Секое мешање на врховистите и на сите предавници и пакосници на револуционерното дело ќе го осудуваме на смрт. Во борбата за елиминирање на бугарското мешање во македонските работи, Димо ги повика да се вклучат бугарските социјалисти, но бугарското раководство, наместо помош, на своите членови им забранил да го помагаат македонското движење во Бугарија. Бугарската буржуазија преку своите влади бараше присоединување на Македонија кон Бугарија, но затоа пак поинаков треба да биде ставот на бугарската социјалдемократија. Димо Хаџидимов водеше енергична борба против разните националистички пропаганди во Македонија, кои што го разбиваа борбеното и етничкото единство на македонскиот народ. Затоа, нивното елиминирање го сметаше за првостепена задача на македонската револуционерна организација. Сите заинтересирани држави, една по друга, создадоа во нашата земја пропаганди, кои имаа за цел се друго, само не и вистинските интереси на населението. Се основаа разни религиозни и училишни пропагандни институции, преку кои тие почнаа да го разделуваат ова несреќно население, да го насаскуваат кон самоистребување, секоја од нив подготувајќи од него авангарда за постигање на своите пеколни планови и се под благовидниот претекст за благосостојбата на тоа население,
Odstranu vajki je автономијата, што можеше да му го даде воведувањето на 23-тиот член од Берлинскиот договор. Аџијата јавно го осуди неповиканото мешање на големите сили во Македонија за влијание и позиции на Балканот. Нивното учество во ослободувањето на балканските народи го сметаше за лицемерно, бидејќи секогаш било правено со сметка. Па извлекувајќи историска поука, особено на бугарското искуство, заклучуваше дека доколку и на Македонија и биде судено да биде ослободена од големите сили, тоа би било направено со сметка. Затоа, нивната помош ја отфрли како непотребна и осуди за престапна. Ако на Македонија е пишано да се ослободува исклучиво по дипломатски пат, без активно учество на самите македонци, што е мошне неверојатно, тогаш овој хуман, како ќе го наречат акт, ќе биде продукт на груби, материјални и шпекулативни мотиви. Глупаво е да веруваме дека Русија или која и да е европска држава ќе ги ослободи робието само од омраза спрема робството. Одамна би огреало во Македонија, како и на секаде каде што има потреба сонцето на слободата, ако дипломатијата ја движеше човеколюбието. Денеска робот во Македонија високо декларира и изјавува дека повеќе нема да го трпи црното теглило на робството на кое што е подложен и ќе ја фрли ракавицата без некого да праша. Зашто неговите надежи во официјалниот европски свет безповратно се веќе пропаднати. Се е веќе изиграно. Останува последниот акт од робската драма – крвавата револуција. Вооружените провокации на бугарскиот двор и владата во Македонија во 1895 и во 1902 година Димо ги прогласи за престапна игра на реакцијата. Џумајското востание во 1902 година беше удар не само врз Турција, туку и врз самата Македонија и врз незините идеали, затоа што по отвореното манифестирање на завоевувачките намери на бугарскиот двор, можеше ли да се очекува нешто друго, осем едно трескаво подготвување на сите други македонски претенденти против слични за нив опасни посегнувања. Денес треба да биде повеќе од јасно дека за македонските револуционери џумајското востание, чии посегнувања се потврдија подоцна во времето на војните, не беше ништо друго осем прилагање на една политика која го исклучува независното постоење на Македонија. Хаџидимов во својата отворена борба против завоевувачката политика на Бугарија и незината агентура, врховистите и екзархијата пред бугарската јавност, Македонската револуционерна организација ја представи за единствен легитимен представник на македонскиот поробен народ. Водачите на револуционерната организација се со високи поими за чест и достоинство. И поради тоа, моето перо уште попламено ќе ги штити од злонамерните и тенденциозни напади. Ќе ги штити честа и достоинството на тие бестрашни, храбри луѓе, кои пред најголемите човечки искушенија стојат машки, на нозе, како борци за слобода на еден поробен народ. Во напорите за елиминирање на бугарското мешање во македонското ослободително дело, Димо ја поддржа идејата за формирање во Швајцарија привремена македонска влада, која ќе биде македонска уста и македонска свест, со што борбата ќе добие во својот интензитет,
zašto se toj akt vratрешната организација високо ќе прокламира пред целиот свет дека нема ништо заедничко со официјална Бугарија и дека незиното дело во Македонија не е бугарско, туку дело на угнетените. И кога Димовата ангажираност со словото и со перото не ги донесе очекуваните резултати, тој ја прегрна пушката и ја напушти Бугарија, со клетва во неа да не се врати повеќе, туку да остане во Македонија меѓу народот, водејќи борба против сите надворешни оружени интервенции. Оваа клетва што ја соопшти на својата свршеница Александра беше резултат на Балканата империалистичка игра и заговор на бугарската буржоазија и дворот на кој им објави оружена борба. Сашке, заминав во Македонија со страшното чувство повеќе да не ја видам Бугарија. Аџијата со авторитетот на Гоце Делчев се обиде да го одложи решението за предвремено дигање на Илинденското востание. Поттикнат од надежда за неговото одлагање, Димо барзајки да се сретне со Гоце се среќава во селото Баница, во кое со предавство се опколени од многобројниот турски аскер. Во жестоката и неравна борба пред негови очи загинува Гоце Делчев. Загинувањето на Делчев Димо го доживува мощнеболно, како најголема трагедија за македонскиот народ на кој целиот му припаѓаше, а сега без него и целиот осиромашуваше. Сашке, борбата кај Баница и го одзеде најголемиот човек на Македонија. 15 часа ние го гледавме мртвиот Гоце, како да беше наведнат врз гробот на Македонија. И 15 часа ни се кинеа срцата, зашто осиромашуваше цел еден народ. По смртта на Гоце јас се вратив од Македонија, скршен, со една голема празнина во душата. Хаджидимов Илинденското востание и Крушевската република и покрај нивниот пораз ги прогласи за највозвишен историски борбен чин и подвиг на поробениот македонски народ. Илинденското востание е еден голем историски факт, затоа што тоа беше величествен израз на сенародниот стремеж на македонскиот народ за борба и слобода. Крушевската република едновремено беше малечка, но и голема Крушевска федерација, зашто представуваше федерација на неколку различни народности. Димо длабоко веруваше во борбените способности на македонскиот народ за неговото национално и социјално ослободување. Преку поуките од Илинденското востание, тој визионерски го најави тоа ослободување. Македонија го имаше својот прв Илинден, проследен со крвави разорувања и тешки страдања во текот на еден четврт век.
таа ќе има и свој втори Линден. Но веќе во новата и сигурна епоха што доаѓа. Димовата визија за вториот победоносен Илинден беше остварена дури во текот на народно-ослободителната војна и народната револуција, во заедничката борба на македонскиот народ со братските југословенски народи и народности, под раководството на Комунистичката партија на Југославија, начело со Јосип Броз Тито, во лицето на Социјалистичка самоуправна република Македонија, како татковина на сите македонци.